Каде би бегал во овој глобализиран свет? Го прочита ова прашање од својот однапред подготвен текст. Поранешниот премиер Никола Груевски во своето обраќање до апелациониот суд поради жалба за одземениот пасош. Тој пред судот денеска се пожали дека одземањето на пасошот и пријавувањето еднаш неделно во суд е политичко оцрнување пред гласачите. Денеска, како што можете да видите, продолжи политичкиот театар и политичкиот прогон од страна на специјалното јавно обвинителство. И јас тука се појавив да одговорам на сите нивни лаги и невистини што ги искажуваа во изминатиот период и да им порачам дека јас планирам на следните избори да победам како политичка партија, како водач на политичка партија и повторно ВМРО ДПМН да се врати на власт, а не да бегам од земјата. Одбраната на обвинетите во предметот на специјалното јавно обвинителство Титаник. Поголемиот дел од своите искази ги темелеа на ставот дека ако сакале обвинетите да побегнат, досега имале доволно време и можност да го сторат тоа. Но за тоа што не го сториле тоа, треба да е доволен аргумент за да не се одреди мерка притвор. Но обвинителите од специјалното јавно обвинителство не се согласуваат со таквите констатации, посочувајќи дека во текот на истражната постапка речиси сите обвинети на различни начини ги обструирале процесите со одолговлекување на постапката за увид, со нередомно одговарање или примање на покани за искази. А сами видовте дури во Охрид како еден од пратениците повикуваше такви искази кои што ги бара специјалното обвинителство да не даваат. Така да од тука го црпиме и влијанието и можноста за истото, затоа што законот го бари опасност од влијание, а не бара директно влијание, тогаш би било веќе конкретно кривично дело извршено. Ова е опасност со која се заштитува понатамошниот текст на постапката и утврдување на крај на материјалната, односно вистината на сето. Поранешните министри Милијана Киевски и Гордана Јанкуловска, како и поранешниот секретар во владата Кирил Божиновски и Груевски во своите излагања тврдеа дека е во нивен интерес час поскоро да започне судската разрешница за предметот за да ја докажат својата невиност. Јанкуловска посочи дека откако е разрешена од министерската фотелја, веќе 2 години не влегла во МВР и затоа наводното тврдење дека влијаела врз кого било е, како што вели, бесмислено. Специјалното јавно обвинителство е еден политички извршител на Социјалдемократскиот сојуз и на сите противници на ВМРО ДПМН и всушност она што денес тие го кажаа во судница воопшто не се разликува од она што фактички го прават во текот на целиот нивни мандат. Од друга страна, пак, обвинителот Буевски вели дека по истакнувањето на одбраната, дека специјалното јавно обвинителство им дозволило увид во 26.000 страници доказан материјал на обвинетите само пред неколку месеци. Истакна дека обвинетите во таа измината година сами си ја одолговлекувале таа постапка. Со овие обвинети сите тоа го користеа за одолговлекување на постапката, по увид вршеа по 1 сат дневно, по 2 часа, по пола сат, па доаѓаат секој ден, па не доаѓаа на поканите после од кога ние сметавме дека веќе е зрело да дадат свој исказ, а исказот тие мора да се појават во специјалното јавно обвинителство, меѓу другото и да кажат дека затоа што е тоа државен орган и подеднакво важи за сите. Обвинетите во предметот се товарат за тешки кривични дела, како злосторничко здружување, злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања и изборна измама.